Беше тоа на 20. мај 1836 година кога се основани првите професионални противпожарни служби во Македонија. Овој ден се празнува како Ден на пожарникарството во Македонија. На 20. мај 1875 година во Охрид е роден Методија Патчев, македонски војвода, еден од најпознатите револуционери од пред Илинденското востание на македонскиот народ. Делото над Моро му беше над се, а со своите постапки секогаш беше праведен и безкомпромисен. Во Кадино село Прилепско, во борбата против турската војска, се самоуби заедно со сите борци на својата чета на 7 април 1902 година. Беше тоа на 20. мај 1875 година кога е роден Парашкев Цветков. Бил револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член, раководител и војвода на македонската револуционерна организација. Роден е во Плевен, Бугарија, завршил гимназија во Софија, а потоа учителствувал 3 години. Во 1897 година заминал во Прага, а потоа во Дрезден, каде што студирал музика. По враќањето станал професор во Битолската екзархиска гимназија. Учествувал на Смилевскиот конгрес, каде бил избран за еден од секретарите. Уште пред Илинденското востание раководел со една од револуционерните чети во Битолско. На 21. мај 1903 година со четата бил откриен и обседнат во селото Могила Битолско од 300 војници. По 36 часовна борба, тешко ранет, војводата Цветков извршил самоубиство. На 20. мај 1875 година во Париз се одржала дипломатска конференција за метарот, на која е основана Меѓународното биро за тегови мерки. Со тоа започнало осредувањето на безредието во областа на мерните единици на одделни физички големини. Беше тоа на 20. мај 1876 година кога во селото Разловци во Источна Македонија избувна разловечкото востание на македонскиот народ против османлиската војска. И покрај неуспехот на востанието, тоа имаше големо значење за будењето на националната свест и за народно-ослободителната борба на македонскиот народ. На 20. мај 1901 година починал Кочо Муструков, познат како Муструкот, македонски револуционер, војвода на Врховно-македонскиот одрински комитет и внатрешната македонска одринска револуционерна организација. Муструкот е роден во 1873 година во Зихненското село Трстеница, Егејска Македонија. Како долгогодишен најдочки војвода, Муструкот учествувал во Мелничкото востание на Македонскиот комитет во 1895 година и поради недисциплина влегол во конфликт со војводата на четата Борис Сарафов. По востанието повторно станал Ајдук. Во 1899 година бил делегат на Рилското друштво на 6-тиот македонски конгрес. Потоа бил привлечен кон Моро и действувал со Гоце Делчев, но повторно се одвоил од четата на своја глава, договарал откуп на калуѓер од Серскиот манастир и го ослободил за 300 до 400 лири. Бил казнет со смрт за самоволија од Невроковската реонска чета на Атанас Тешовски. Беше тоа на 20. мај 1911 година кога во близина на селото Света, Крушево, во херојска битка со турците загинува крушевскиот војвода на Вморо Георги Христоф Ралев, наречен Кршниот. Учесник е во славното Илинденско востание во 1903 година. Роден е во 1875 година во крушевското село Света. Се приклучува во редовите на Вморо од 1902 година. Тој е во четата на Велко Марков. За време на Илинденското востание е војвода на четата од родното село во одредот на Иван Наумов Алабакот. По востанието бил четник при Ѓурчин Наумов, а потоа станува помошник на крушевскиот реонски војвода Блаже Крстев Биринчето. Загинува во 1911 година во местноста Водениците меѓу селата Бучин и Света. На 20. мај 1912 година во Ново село Штип е роден архиепископ Охридски македонски господин Михаил, архиепископ четврт поред поглавар по возобновувањето на Македонската православна црква.
Дедо Михаил бил свештеник и вероучител, даровит црковен оратор и мудрец, кој ќе остане запаметен по прекрасните беседи. Беше архипастир со евангелско смирение, со апостолска доследност и со Свети Климентов самопрегор. Тој работеше со ист прегор за градење на единството и угледот на Македонската православна црква, како дома, така и во светот, а беше меѓу првите мисионери во Австралија. Почина во Скопје на 6 јули 1999 година. На 20 мај 1941 година е родена Сонја Абаджиева, македонска историчарка на уметноста. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, била кустос и директор на Музеот на современа уметност во Скопје. Автор е на 15 монографии на повеќе од 300 изложби и на книги како Длабоко дишење, Идејатека, Континуитет и други. Таа е основач и уредник на списанието Големото стакло, објавува критики и теориски написи што се одликуваат со суштински одредници за современата ликовна уметност, со акцент врз значенските и аксиолошките функции на уметничките појави. На 20 мај 1946 година во селото Лнки, Преспанско, е родена Атина Апостолова. Дипломира на Економскиот факултет во Скопје. Таа е македонска пејачка на народна музика. Таа со музика се занимава уште од најрана возраст, учествувала во емисијата Микрофонот е ваш, каде го освоила првото место со песната Не си го продавај колјот чифликот, која е била прва снимка на Атина. Позната е по песните Запејте ме раклии, Цела вечер ке ти пеам, Верувај ми, Усни румени, Те видов и се заљубив, Дали знаеш либе, Ако грешам и други. Таа имала турнеи во Австралија, Канада, Америка и европските земји. Во Австралија има настапувано со Круме Спасовски, Никола Бадев и Александар Сариевски. Има одлична соработка со Ванчо Тарабунов, Евто Попиновски и Милан Завков. Во својата долгогодишна кариера има испеано неколку дуети со Ванчо Тарабунов и Евто Попиновски. Има учествувано на голем број музички фестивали во Македонија. За низините успеси говорат бројните награди и признанија на фестивалите, како Фолкфест, Валандово, Цветници, Филиграни и Гоцефест. Во 2023 година на фестивалот Тумбафест Куманово ја добива наградата за животно дело. Зад себе има неколку албуми, од кои 3 снимени во Белград и 2 во македонската радиотелевизија. Починала на 7 март 2024 година во Скопје. Беше тоа на 20 мај 1947 година, кога грчката жандармеријска и војна единица го нападна селото Пателе Леринско, при што уапсиле 17 македонци обвинети за соработка со НОВ и со партизаните. 4 од нив биле осудени на смрт, а останатите биле интернирани на островот Ѓура. На 20 мај 1981 година починал архиепископ Охридски македонски господин Доситеј, прв архиепископ Охридски македонски, поглавар на Македонската православна црква. Целиот свој живот го посветува на службата на црквата. Активно се вклучил во решавањето на македонското црковно прашање и прифатил да биде кандидат за прв митрополит македонски, владика македонец. На црковно-народниот собир во Охрид, кога се возобновува Охридската архиепископија како Македонска православна црква, бил избран за прв поглавар, постоличен во архиерејскиот трон на Свети Климент, со титула архиепископ Охридски и Скопски и прв митрополит македонски. Дваесети мај е светски ден на пчелите. Пчелите, најдобрите запрашувачи, поленатори, дозволуваат репродукција на многу растенија. Тие не само што директно придонесуваат за безбедноста на храната, туку и се клучни и за зачувување на биолошката разновидност, камен темелник на целите за одржлив живот.